Почитувани, владата на СДС покажа дека го гази правниот систем на оваа држава. Тие на најбрутален начин вршат негово дерогирање и уништување. Во исто време, додека кажуваат лаги за тоа што направиле во 100 дена, ние ќе ја прикажеме реалната слика за нивниот учинок. Прво, ослободија познати криминалци на слобода. Во истиот ден кога викаа дека Бајруш Седију не е слободен, туку пуштен на лекување, тој се сликаше во ресторан, поздравувајќи го Зоран Заев. На слобода се најде уште еден осуден криминалец, Агим Красники. Значи, дека во оваа држава имаме подвојување на подражувачи на СДС, за кои не важат законите, и сите останати. Овие луѓе ќе бидат ставени во погон во пресред на локалните избори. Второ, владата на СДС најавува закон со кој сака да ги манипулира осудените лица во пресред на локалните избори. Имаат 3 месеци да донесат ваков закон и него ни покренаа прашањето. Сега, пред изборите, најавуваат негово донесување со цел изборна манипулација на оваа категорија граѓани. Ниту закон ќе донесат до изборите, ниту пак им се битни овие граѓани. Единствено што сакаат е да направат уште една изборна манипулација. Трето, владата врши брутално силување на законите, именувајќи несоодветни лица на различни позиции и лица кои не ги исполнуваат основните законски услови. Па така, луѓе без познавање на странски јазик се именуваат за директори, историчари стануваат спортски менаџери, луѓе без искуство раководат со институции. Правниот хаос во кој СДС ја втурнува државата ќе има долгосежни последици за иднината. Граѓаните го гледаат хаосот во кој ја втурна СДС Република Македонија и затоа ќе ги казнат на престојните локални избори на 15 октомври. Ви благодарам.